Добра вечер, почитувани гледачи. Задоволство ми е што и во ова 2014-та можам да ве поздравам од студиото на емисијата Под лупа. А добре дојде ќе му посакам на мојот вечерашен гостин, господинот Димитри Пендов, подпредседател на Сдруженијето Богојавление. Добар вечер на сите охриѓани, на сите гледачи што може да ја следат вашата програма. Благодарност за вашата ТВ куќа што стално ни овозможуваат на еден начин да го приближиме овој празник до сите гледачи и до сите потенцијални посетители. А вечерва ќе пробаме да одговориме на многу прашања што се интересни за гледачите и за посетителите на Охрид. Така. Господин Пендов повеќе одјасне дека целта на нашиот разговор ќе биде и темата ќе биде големиот христијански празник Богојавление во Одици, кој што ќе се случи на 18 сега во недела. Овој пат еве се паѓа во викенд, па очекуваме многу гости во градот. Дали е се подготвено? Од организацијски аспект све е подготвено и имаме уште 2-3 дена на вистина да го организираме целиот настан како што треба. И од технички аспект и од аспект на гостопримливост и на она што ние охриѓани ве стално го викаме, значи да се покажеме како добри домакини пред сите гости, да покажеме дека Охрид може да биде добра дестинација не само во летниот период, дека и во зимскиот период знаеме преку овие верски културни настани да се обединиме и сите заедно да го прославиме овој свет ден. Така, годинава малку имаме една проширена понуда за сите оние кои што ќе го посетат Охрид за овој викенд. Значи, кога е, реков, и големиот празник Богојавление, започнуваме со прослава уште од утре, со концертот на Желко Јоксимовиќ, па потоа имаме во сабота концерт на хорот Света Злата Мегленска и во недела она што сите го очекуваме, најсвечениот чин. Прославувањето почнува од утре од 13 часот и 30 минути од црквата Свети Никола Геракомија, каде што ќе се изврши примо предавање на кумството. Значи, ние ги одредивме новите кумови, значи господинот Никола Бакрачевски, градоначалник на општина Охрид, и господинот Саше Симески, неговиот другар од детство и кум во приватниот живот. Значи, утре почнува прославата на Богојавление во Одици 2014 со самото примо предавање на кумството во 13:30 во црквата Свети Никола Геракомија. Користам оваа прилика да ги поканам сите кои што сакаат да присуствуваат на тој светчин, да дојдат таму заеднички да му ја дајме таа чест на новиот кум, што ќе заеднички да го празнуваме овој ден. Така, традиционално секојаш предавањето на кумството е во црквата Света Геракомија и мислам дека не е случајно. Можете да ни објасните зошто? Затоа што и порано кога што на некој начин било забрането прославувањето на овој празник, во таа црква имало богослужба на овој ден. Дали сум во право? Да, значи во времето на забраната во комунизмот крстот се фрлал на повеќе места. Ама онај крстот што се фрлал пред, да речеме, 60-70 години, пред 100 години во езерските води, тој е крстот од црквата Свети Никола Геракомија. Не знам точно колку е стар, нема некои податоци, ама мислам дека околу 200-300 години стар тој крст. И со тој крст се оспетувале езерските води. Во времето на забраната, кога не можело да се фрлат на сараиште, се фрлал во темницата или се фрлал во казар, но утредента затоа испаднал и овој вториот ден, ние што го викаме денот на рибарите. Така. Значи не е тоа ден на рибарите, туку така се измислило, зашто тогаш почнувала риболовната сезона, завршувала забраната за лов на риболов и старите рибари го користеле тој ден да ги осветат езерските води. Така, значи нашле некој модел за да може традицијата тоа е да се местото продолжи, од каде што тргнува, значи на 19 јануари Сабаиле имаат богослужба во сите охридски храмови. И јас ја користам оваа прилика уште еднаш да ги поканам сите верници, прво да одат сите в црква. Најважното од све, ние имаме програма, 12 години Сдруженијето Богојавление се труди да го приближи овој празник, да го презентира пред домашната и меѓународна јавност, но сепак да не заборавиме, ова е црковен празник и сето почнува во црквата. Значи, примо предавањето на кумството е утре, а на 19 јануари имаме богослужба во сите охридски храмови.
И ги поканувам сите заедно да запалиме свеќи таму, да ја пропратиме таа свечена литургија и сите заедно со свечените литии да се упатиме према градското пристаниште. Так, многу интересен податок е дека сите оние кои што досега го фатиле крстот, пред тоа биле во црква. Да, значи, тоа е еден дар Божи, тоа си има символика и значење. Цело време има дискусии дали било наместено, дали некој скокнал пред време. Минатата година видовме дека крстот не можеше да се најде 10 минути, па требаше да скокне Јован Бабаче и ако не планираше да скока на тој, па да го изваи. И јас би кажал пак, значи апелирам до сите што ќе скокеат по светиот крст. Да не консумират алкохол, пред тоа да ги посетат Божиите храмови, црквите, да си запалят свеќа за здравие и после тоа да сите заедно да се упатиме на градското пристаниште. Значи во последниве 20 години од кога е јавно на пристаниште се фрлат крстот, 15 пати го имат фатено Бабаче, Топе и Рилко. Сите тие во 7 сат сабајле се прво в црква, 2 сати си седе в црква и после тоа одат на пристанище. Дали има тука некоја сила, да, или е случајност, не знам, ама самиот податок што од 20 пати што се фаќат крстот, тие го фаќат 15, сигурно има некоја вистина тука. Так, значи не е ништо во животот случајно, сигурно има Божја сила и затоа токму тој е тој најсреќниот меѓу сите тие кои што ќе се фрлат по крстот. Што е Божјата сила? Вербата. Значи тие веруваат во себе, веруваат во црквата, веруваат во Бога, одат в црква и после тоа. Так. Годинава ќе имаме околу 1000 капачи, така најавивте, а од нив околу 300 ќе бидат странци кои што сите ќе сакат да им се постреки да го фатат светиот крст. Годинава, например, според досегашното пријавување, помал е бројот, сите го чекаат последниот момент, ама од овие досега што се 200-300 пријавени, половината се надвор од Охрид. Значи имаме од Скопје досега пријавено 30 на души, од Битола 20, од Прилеп 10 и така натака. Значи од сите градови во Македонија, а и надвор, значи еден гостин имавме лани, не се сеќавам сега точно името, од Шпанија, имаме еден гостин од Чешка што 4-5 години поред скокат, имаме гости од Србија најавени за скокање и пријавени и така натака. Охриџани ве си чекат стално последните 2-3 дена, а мислам дека бројката ќе биде преку 1000, од кои сигурно ќе бидат 200 до 300 надвор од Охрид и од Република Македонија. Так, сега еден апел до сите оние кои што ќе скокат во водите на Охридското езеро на 18 да го фатат светиот крст. Како треба да се однесуваат и претходно и за време на скокањето, затоа што имаме некои зафати кои што се врше на дното на езерото, па малку тука имаме некои проблеми, ќе бидат ангажирани екипите од Црвен крст, постојано ќе бидат будни за да не дај Боже не се случи нешто несакано, но еве еден апел да упатите до Охридската и пошироката јавност, што треба се да направат за да бидат безбедни капачите. Значи секоја година од кога почнавме ние да помагаме во организацијата на овој ден, потенцираме дека треба пред се да се внимава на безбедноста. Досега не се случило никаква несреќа, не се случило ни некој да настини, но мора стално да потенцираме дека секој што треба да скокне во езерото на тој ден, дека водата е студена. Оваа година имаме късмет е малце потопла од обично, значи температурата на водата е 11 степени, минатата година беше 5,5. Но сепак треба да се внимава, значи да не се консумира алкохол, пошто алкохолот јас разговарав со службите, со Сашо Точко од Црвен крст и со другите, дека опасноста на тие што консумираат алкохол кога ќе скокнат во водата е многу поголема од оние што немаат консумирано алкохол. И посебно оваа година треба да внимаваме на онај дел кај што се врше се ископ на градското пристаниште ради продлабочување на пристаништето за да може да пристапуваат бродовите. Тој дел е обележан. Значи службите на Црвен крст и на Нуркачкиот клуб Амфора како секоја година денеска го прегледуваа пристаништето, го исчистија од оние опасни оштри предмети некој да не се повреди и ги обележаа тие дупки кај што се длабоки и уште еднаш апелирам до сите да внимаваат на тие опасни делови каде што наеднаш идат длабочина
И уште еднаш апелирам да не се консумира алкохол. Исто така и оваа година, како и годините наназад, Црвен крст организира доброволна крводарителска акција. Минатата година имавме преку 150 единици дарувана крв. Значи сите на овај ден ето ја покажуваа својата хуманост. Се надевам дека оваа година ќе биде уште поголем тој број. Сепак да не забораваме на овој верски празник да им помогнеме на сите. Така. Во 10 часот и 15 минути ќе биде фрлањето на крстот? Да. Помеѓу 10 и 10:30, так. Околу 10 некоја средина 10 и 15, 10 и 15 е планирано, тоа зависи Владиката Тимотеј предпоставам дека и годинава ќе го нема да го врши осветувањето на езерските води владиката Тимотеј од здравствени причини, значи тој ќе ја одржи литургијата во црквата Свети Богородица Каменско, а осветувањето на езерските води ќе го изврши друго свештено лице. Так, од повторно од бродот Александрија ќе се фрла на истото место? На истото место. Повторно апелирам до капачите покрај оние безбедносни причини што ги спомнавме пред малце. Значи, во секој случај да оставиме малце, да ги отстраниме сомнежите, да бидете една витешка борба. Најмалце важно е кој ќе офати крстот, најважното од све како ќе се фати, значи како ќе осветувањето на езерските води. Значи веќе имаме најава, јас кажав, во Охрид ќе бидат присутни во комуникација со хотелите и со угостителските работници, значи веќе поголемиот дел од охридските хотели се пополнети, благодарејќи на оние попусти што ги даваме и благодарејќи на она што веќе празникот станува препознатлив. Имаме самото тоа што имаме најавено медиумски ќе го проследат овај ден телевизиски и новинарски екипи од Бугарија, од Србија, од Албанија, од Грција, значи од сиве соседни земји. Ќе имате една телевизиска екипа од Русија, новинарска екипа од Русија, ќе имате и така натака. Значи самиот настан, благодарејќи на сите што го помагаат, значи сиве овие 12 години ние како здружение сме благодарни до сите охриđани, и оние што дават многу малци и оние што дават многу. Значи сиве заеднички го направивме ова, да стигнеме до ова ниво и се надевам дека годинава ќе бидеме уште подобри, поуспешни во целата организација, за до година да имаме уште повеќе гости. Так, веќе 12 години Сдруженијето Богојавление го организира овој настан, а од 1990 се омасови, затоа што пред тоа рековме се фрлаше, но без некоја масовност, можеби не така јавно. Колку е лесно или тешко да се организира една ваква манифестација која што веќе одавна ги надмина нашите локални па и државни граници? Значи пред малце реков, колку се сакат, све се можете. Бевте многу пати критикувани, ставани на тапет и така натаму, и се уште, и ќе видите. Да. Дури и оправдано или не. Ако не се тие критики, нека е интересно. Сите тие критики никогаш нема да не поколебат, напротив ни дават мотив да работиме уште поуспешно. Значи, Сдруженијето Богојавление било транспарентно. Морам да истакнам тука еден нов момент, посебна благодарност до локалната самоуправа. Оваа година на вистина се покажа во вистинско светло. Значи, сите градски служби, градоначалникот и се она што може да го помогне локалната самоуправа, на вистина добивме голема подршка и се надевам, она што пред малце го спомнав, дека благодарејќи на сите заедно она што го организираме, ќе успееме да не да останеме на истото ниво, туку напротив да се надоградуваме, затоа што сепак финансиските, организацијските и интелектуалните можности на нас како членови на Сдруженијето Богојавление веќе се надминати. Ние стигнавме до едно ниво каде што ни треби нова крв, поумни луѓе од нас, поспособни од нас, па да тераме понатаму. Како функционира Сдруженијето? Затоа што имаше некои превирања за кои што разговаравме во други прилики. Рековте уште тоаш дека се надминати, но сигурно си течат работите и позитивно и негативно. На исто ова место тогаш го кажав исто. Ќе дојде следното празнување, па ќе се види кој е во Сдруженијето, кој не. Значи сите што саке да бидејќи се уште ве има, значи функционирате. Тие што немат, нека се помислат тие. Значи Сдруженијето барат многу трчање, многу одрекување. И тоа цела година, не само овие неколку денови пред Ние работаме на маркетингот, на рекламата и на
да речеме треба да се обезбедет годинава благодарност до концесионерот на Охридското езеро ни даде 1 тон риба. Минатата година ги немавме, ние самите ги купувавме. Благодарност до сите винари што даваат по 100-200 литри вино што го служат на градското пристаниште и за првиот ден и за вториот ден. Благодарност до сите охридски угостители што даваат топла ракија и попуст на угостителски услуги. Благодарност до сите хотелиери што ни даваат 12 евра ноќевање со доручок. Значи, сиве заедно можеме да направиме многу. На овај ден не треба да го гледаме интересот, треба да гледаме да бидеме добри домакини, за сите гости што веќе во се поголем број идат во Охрид, да се покажеме. То никој нема да биде зијан, на крај сите ќе бидеме чар. Так, за на крајот општо добро на градот, затоа што ова е еден многу добар начин и за продолжување на една сезона која што сакаме сите да имаме во текот на цела година. Значи, летната сезона ни е некако кратка, па потоа доаѓа есента со некој конгресен туризам и овој зимски период ни е мртов. Вие спомнавте пред малце, значи од 90-та година се фрлат крстот на пристанище. Точно, и тогаш имаше многу народ. Посебно беше интересно затоа што прв пат после толку години за... Да, ама немаше озвучување. Значи, сега имаме најсовремено озвучување, што може сите тие 20-30 илјади луѓе да го слушнат. Пеењето на владиката и така натака. Немаше чорба, немаше плашици, немаше маички, немаше телевизиските куки од Македонија не информираа за Охрид. Гостите од странство не беа заинтересирани. Значи, ние како охриджани точно, сите масовно одевме таму, ќе се искапевме за здравие и норма. Целта, значи, нас како здружение не беше ние да правиме некој нов празник или не знам, ова е црковен празник. Македонската православна црква со сите адети, со сите што треба да си ги тере тие по црковен, да си ги тере. Ние сме само тука да го приближиме до поширок број на посетители, да ги навлечиме да дојдат во Охрид, да видат дека во Охрид не е интересно само налето, плажата и кафичите и ноќниот живот, дека Охрид може да биде да има ноќен живот. Надвор од ова празнување што е на пристанище и по рестораните. Ние гледаме сега дека по самите улици веќе има музики. Дека сите охридски ресторани се полни за тие денови. И дека на тие денови се слуша само староградска охридска музика. Што може би некој малку јас во заборавена. контакт со сите овие гости што ни идет годиниве на назад и ова година имаме најава од политичкиот врв на Република Македонија, имаме најавено високи гости, имаме од министри, имаме дипломатски представништва, некаде околу 10-12 дипломатски представништва до сега најавени од културниот живот на Република Македонија, имаме од бизнис секторот во Република Македонија, имаме најавени гости од овие што се странски инвеститори во Република Македонија. Значи, Охрид го доби она што го заслужува. Сиве заедно да помогнеме да го прошириме уште повеќе. Так, се малку ќе ве одморам за потоа да позборуваме за се она што е новина оваа година. Господин Пендов, ние продолжуваме за сите оние кои што подоцна се вклучија, значи разговараме за престојниот голем христијански празник Богојавление, кој што ќе се случи на 19 јануари и фрлањето на крстот кое што ќе биде во 10:15 часот. Сите оние кои што сакаат и охриѓани и надвор од Охрид, имаме многу заинтересирани што ќе го посетат овој викенд нашиот град. Сега како што реков пред резот за реклами, сакам да позборуваме за она што се некои новини од оваа година. Сакате овој празник малку да го обремените со други содржини. Ајде да започнеме од утрешниот ден. Рековте во 13 часот примо предавањето и потоа имаме еден концерт на балканската звезда Желко Јоксимовиќ. Како дојде, значи дојде до оваа соработка и до доаѓањето на Јоксимовиќ на Значи, ние како здружение 12 години кажавме дека функционираме и во сите тие напори што ги правевме како овај ден да го приближиме до сите други, да дојдат во Охрид на тој ден, мораше да се направи нешто за да
не иде само на фрлањето на крстот, туку и додатни содржини. Така произлезе денот на рибарите. Значи тоа е на 20 јануари. На времето кога било забрането, утрената рибарите се капеле во езерото, само да го фрлет онај крстот што не смееле да го фрлет во вода, да го фрлет во вода. И тогаш најстариот рибар добивал бочка со вино. Ѓорги Дарката на 76 години се искапил и добил бочка со вино. Така на тој ден ние, значи, веќе то почнавме да го правиме на местноста Сараиште и од пред 2 години го префрливме на пристаниште, затоа што на Сараиште веќе нема место. Беше за претесно за сите оние кои што сака да бидат дел од тој настан. Трета година поред ке се спрема, значи, 2,5 тона рибена чорба. Оваа година донатор на таа чорба, што ќе се подели на сите присутни на градското пристаниште бесплатно, е хотелот Ројал. Значи, тука се работа за 600 килограми риба, 100 литри масло за припрема на таа чорба, 80 килограми моркови и така натака. Значи, една огромна количина на моркови. Да. И во тие 2,5 тона, јас мислам дека има негде околу 8.000 оброци. Лани стигна ли чорбата? Стигна. За сите оние кои што сака да ја пробат. Дури беше поделена и оваа година, значи во соработка со Црвениот крст, таа чорба, делот таа чорба ќе се дели во хуманитарни цели, значи во гериатрија, во детските градинки, во социјални установи и така натака. Значи Црвениот крст има своји екипи кои што ќе ја поделат таа чорба, што ќе однесат да можат и тие што не се во можност да присуствуваат таму, да може да ја пробат. И навистина сите лани што беа присутни се многу задоволни од квалитетот на чорбата. Благодарност до Средното угостителско училиште. И годинава тие ќе ја подготвуваат? Да, до нивните професори и до учениците. И ова е добра работа, затоа што ова ни дава надеж дека во иднина, во охридските ресторани, ќе имаме добри кувари, кои што знаат добро да спремат чорба. Кувар, ако во Охрид не знае да подготвува рибна чорба. Случај, значи, сите се задоволни од квалитетот на оваа чорба. Так. Таму учествуваат професорите и учениците. Така. Се повторно ќе се вратам, значи, на утрешниот ден. Може би ете еден настан за помладата генерација. Значи, почнавме од пред 4-5 години со вториот ден. И целта ни беше кога ќе дојде време, веќе кога ќе биде Охрид посетуван доволно, да го прошириме овај настан. Дали тоа беше годинава идеја на богојавление или на локалната и бизнис заедницата тука е вклучена или на сите заедно? Да, значи нас ни беше целта овај настан да го прошириме на повеќе денови. Оваа година, кажав пред малце, значи имаме голема подршка од локалната самоуправа и локалната самоуправа предложи да од оваа година почнеме да го прошириме празнувањето со 2 додатни дена. Значи на 18 јануари е водопост и тука не можеме да правиме ние како здружение некои не знам какви настапи, мора да се внимават, пошто тогаш е строг пост и затоа на 18 јануари имат се доделуваат светската награда за хуманизам на Кој е добитникот оваа година? Оваа година е господинот Светлин Русев, академик од Република Бугарија, познат светски уметник. Значи тој ќе биде добитник на светската награда за хуманизам, која што традиционално се доделува веќе 7 или 8 пат. Значи добитници се Солженицин и така натака плејада на успешни светски познати културни дејци. И оваа година на 17 јануари, значи утре вечер, имаме концерт во спортската сала на познатата балканска звезда Желко Јоксимовиќ. Значи една позната звезда што се надеваме ќе привлечи гости да дојде туше од петок во Охрид, сите заеднички да се веселиме, да ги пееме неговите песми и целта... Сега ме интересира во чија организација овој концерт? Овој концерт е во организација на Сдружение Богојавление. Но, имајќи предвид дека овие познати големи звезди барат огромни финансиски средства. Затоа ние влеговме во соработка со продукцијска куќа, која што го организира самиот настан и самата си одговара за финансиските средства кои што треба да се уплата за да се донеси Желко Јоксимовиќ во Охрид. Така си знаеме колку кошта тие звезди
И затоа ние како здружение, прво не сме профитабилна организација, не сме организација што би сакала да ризикува со тие финансиски средства и затоа го отстапивме тоа на продукцијска куќа да си го сноси ризикот и во секој случај успеавме, го донесовме Желјко Јоксимовиќ во Охрид. Се надевам дека ова ќе продолжи и понатака, носење на познати звезди музички не само за овој празник, и за други празници. Јас, например, пошто целата организација и сите трошоци си се на продукцијската куќа, јас самиот за моите пријатели, за мојата фамилија, за моето семејство си набавив, си платив 20 карти. Значи сите што саке да си го посетат овој настан, цените се ефтини, мислам дека не е проблем, сите заеднички да уживаме во. Така. Дали тука нешто помогна локалната, бидејќи концертот ќе биде во салата Билјанини извори, дали можеби имаше некаква поволност за продукцијската куќа или? Да, значи нормално сите заеднички ние помагаме околу маркетингот, околу рекламирањето и сепак му дозволуваме, го каниме Желјко Јоксимовиќ на еден настан во Охрид, кај што во секој случај имат гости. Значи, да не беше на Водици, јас сум сигурен дека тие не би прифатиле да дојдат под истите услови што финансиски услови што ги добија. Така. Значи, овде се работат сиве заеднички да направиме да го збогатиме овој ден. Имаше некои коментари од јавноста зошто токму Желјко Јоксимовиќ, дали можеби подобро ќе беше некоја наша македонска звезда? Ваше едно лично мислење на таа тема? Значи, на тие денови, сиве знаеме, тоа е голем македонски празник. Но во секој случај, целта нас која ни е да станеме балкански препознатливи, да стане центар на Балканот и да привлечеме гости од надвор. Да привлечеме гости од надвор. Значи, ако ни е целта ние да станеме овој ден да биде најголем ден на Балканот, немојме да се ограничиме само на. Значи, мора тука да размислуваме пошироко. Јас се надевам дека во некој од следните години ќе успееме да донесеме една светска звезда. Значи, све што се правите добро, сето тоа, јас ги гледам младите задоволни што ќе биде Желјко Јоксимовиќ. Значи, ние можеме да гледаме од илјада аспекти сиве овие работи. Во секој случај треба да размислуваме за сите. Да имат и забава, да имат и духовно, да имат и световно и така натаму. Така, да направиме еден мозаик и празниците кој се ќе за биде привлечен сите. за Во почетокот кога ние гостите. почнавме да го превземаме оној световен дел од организацијата на богојавление, почне одма да излегне некои муабети, не чинело со песми, со ова, со она. И ние се консултиравме со свештени лица. И како ми рекоа тие владици, сега не сакам да ги спомнувам со кои што разговарав, Митко вака, на времето, во манастирите, каде што не се влегува, за празник се отварале портите. И на тој ден се славело со пиење, со јадење, со зурли, со тапани. Тогаш инструменти пристапни биле зурлите, тапаните, а да имало техно музика, веројатно ќе се славело со техно музика. Значи, црквата е за народот и народот е со црквата. Така, значи Црквата ги прави овие празници за народот. да, за пошироки народни маси, значи, да, така да ми се беше задоволат објаснато. сите вкусови. Се отварат портите и се со зурли, со тапани се слави празникот, црковен. Па сега оваа година имаме од се помалку, значи ето имаме еден концерт за помладата, можеби генерација секако и повозрастните можат да го посетат, имаме еден посериозен концерт на хорот, 18 вечерта, Света Злата Меглинска. Значи рековме ја доделуваме наградата за хуманизам, а вечерта имат свечен концерт во Домот на култура Света Злата Меглинска. Дали овој концерт ќе се наплаќа или како е тоа? Затоа не проговоривме во минатите средби и пресконференции? Слободно е. Значи, тоа е еден познат хор, Света Злата Меглинска, и соодветствува со настанот. Значи, со црковни песни. На градското пристаниште повторно Сабајли има Злата Меглинска краток настап, со духовни песни пред да се фрла крстот. Имаме настап на Охридска група, а на 20 јануари целодневно настапуваат охридските чалги. Значи, се правите еден заеднички оркестар
од сите охридски музички групи што настапуваат по охридските ресторани, значи некаде околу 30 до 40 музичари, сите заедно ќе ги пееме охридските староградски песни. И на 20 јануари исто на градското пристаниште има настап на културно-уметничко друштво при дом на пензионери. Значи многу интересно ќе биде, во Стари градски носи. Најстариот мислам дека од нивната група е 82 години. Каде ќе се одржи тој концерт? На градското пристаниште. Значи кај што ќе се кува чорбата, кај што ќе се дели чорбата, во меѓувреме имаме цел ден охридска музика и во меѓувреме ќе настапат и пензионерите со нивна културно-уметничка програма. Значи многу интересно ќе биде. Ја користам оваа прилика да ги поканам уште еднаш сите и сите заеднички да го прославиме овој ден. Секој нека си одбира на што значи ќе се делат најинтересно за него и преку 1 тон вино ќе има, не знам колку топла ракија, 1 тон плашици, 2 тона рибена чорба, значи сето тоа се дели бесплатно. Сега сето ова чини пари. Трошоците околу празникот и околу се она што ќе се случува околу празникот ги покривате вие од Сдруженијето Богојавление. Од каде прибирате финансиски средства? Значи во оваа организација како организационо со физички и со во организацијски смисол ни помагаат сите. Исто така и во од финансиски аспект. Ние секоја година даваме барања за спонзорство и задоволни сме од одзивот на охридските фирми и на поединци. Значи нас ни е многу драго што имаме донации и од 100 денари и од 10.000 денари. Затоа што и оние што ќе дај 100 денари се чувствуваат како дел од, не би сакал сега да ги двојам, ама од сите е добре дојдено. И оваа година повторно ќе кажам, значи досега ние Сдруженијето и членовите на Сдруженијето го покрива повеќе од 50-60% од цела оваа финансиска конструкција. Оваа година имаме голема подршка од локалната самоуправа, како од организацијски, така и од финансиски аспект. И мене ми е баш драго што сватија луѓето дека ова не е Сдружение Богојавление, ова не е не знам кој, ова е празникот Богојавление, што е во интерес на градот Охрид, на Република Македонија и така. Да, годинава е вклучена и бизнис заедницата, рековте дека помагаат и досега помага и од сега ќе помага. Значи бизнис заедницата, поединци и локалната самоуправа. И Сдруженијето Богојавление. Оваа година, пак ќе кажам, имаме многу поголема подршка од локална самоуправа од колку. Хотелиерите исто така излегоа во пресред, ги намалија цените. Хотелиерите ги намалија и веќе во разговори со нив, значи кажа, веќе пополнети се 70% од капацитетите се пополнети, имат и уште најави. Така. Господине Пендов, ми се наметнува прашањето дали може би ова е формулата за еден успешен развивање на еден успешен туризам вон главната туристичка сезона, затоа што не е само Водици еден од празниците со кои што можеме да развиваме, пак ќе речам туризам. Еве, например, можеме и тоа да го направиме за верскиот празник Великден, затоа што години наназад имаше традиција да доаѓаат гости од соседните земји, особено од Грција, токму на овој верски празник, но некако се изгуби тоа. Дали може да се возобнови, еве, може би преку некој друго здружение од овој тип? Јас сум сигурен дека Охрид, потенцијалот на Охрид е искористен, па ќе бидам малце груп, ама 20%. Значи, оние 80% што ги имат Охрид, како историја, култура, цркви, манастири, природа, езеро, планини. Ние имаме искористено максимум 20%. Зашо? Како не би навлегувал сега, во секој случај треба да се работи. Ние покажавме дека може од еден верски празник да се направи туристичка атракција. Се надевам дека локалната самоуправа и чинителите во државата, Министерството за култура, Агенцијата за промоција на туризам, ќе сватат дека Охрид не треба да го продаваме само како плажа, Охрид треба да го продаваме целогодишно. Ние сме свесни дека за Великден порано имавме многу повеќе гости отколку сега. Што се случи, зошто ги изгубивме? Затоа што денешниот туриста барат приказка. Значи, ние ги носиме туристите за Великден во Охрид и за жал
Мене ми е срам кога ќе поминат пред ресторанот, кога ќе прашат каде е пеењето. Значи, почнуваме од информација каде е пеењето, да се обележат тие стазите, да им се понуди некој сувенири и така натака. Нешто слично кој што ние го правиме за Водици. Се надевам дека во блиска иднина може би некој друг, да, некој друго здружение или некое друго тело што ќе. Значи не се работа тука за големи пари, не се работат за и не знам каква работа. Значи се работат само за обични, практични работи што си ве шетаме, си ве гледаме како ни продават ефтини приказки. Ние имаме скапа приказка, немојме да. А плаќаме скапо за тие ефтини приказки. Да, а ние имаме скапа, немојме да ја продајме ефтино. Така. Дали некогаш сте скокали по Светиот крст? Да, јас имам 3 пати скокано. Еднушка бев во тајфата со Љупчо Арнаудов, што е председател на здружение, што е пред 30 години негде имат. Интересно беше. Какво е чувството? Еве вака од прва рака. Чувството. Ние бевме деца тогаш и месец дена пред тоа се договаравме. Тајфата се собиравме, се организиравме, кој ќе скокат во другата тајфа, кој кого да го спречи. Тогаш беше, сега имаме ние коментари дека била дива борба. Не, тогаш беше дива борба. Тогаш беше подива борба, со појќе енергија, со карајнци, со... Дори еднош се сеќавам и крстот на 3 дела се искарши од кој се извада од вода, кој да го земит, кој да... Тогаш требеше крстот да се однесе, пошто свештеното лице не требеше да биде, не смееше да биде на Сараишче, требеше крстот да се однесе в црква. Значи, важеше дека го фатил крстот, тој што ќе однеси в црква. И бркање по сокаците имаше и така натака. И месец дена после тоа се раскажуваше како е, значи, сега ова ние што го правиме како здружение, тоа ни останато од она врежано од некои по младешки денови. Да, тогаш останало. Јас 100 пати до сега имам кажано зашо во Охрид се празнува така свечено и посебно. Значи, ова е голем христијански празник што се обележува секаде. Ама во Охрид е малце посебно. Ова само што го кажам, значи месец дена пред тоа се спремаме, договараме тајфи, после раскажуваме и така натака. Дали тоа е ради 365 цркви што ги имаме, дали е по богата културна историја и традиција, дали поради тоа што езерото ни е тука, па да, има друго значење. Има големо значење на Охрид. Охрид без водава би бил ништо. Тоа било и за рибарите, значи осветеноста на водите им давал богат род, на другите охриđани им давал од друга страна начин на екзистенција. Значи сето тоа поврзано и ради она богата, што рековме, историја и култура, веројатно затоа во Охрид се славело. И имаме стари снимки, например, како било 36-37 година, 33 година. Имаме видео снимка од 41 година. Значи, со какви почести, со построени војници и така натака. Така, имало свечена гарда. Имало свечено, да. Значи, стално било свечено во Охрид. И мене ми е, да кажам, задоволен сум од тоа што мислам дека успеавме дел од она што Охрид треба да го понуди за овај ден, успеавме да го наметнеме. Се надевам дека ние заедно во здружението и со сите други бизнис заедница, култура, општина и министерства и така натака, дека годиниве што се пред нас ќе успееме уште поќе да го збогатиме овај настан. Так, се надевам дека ова убава приказна за празникот Богојавление Водици ќе биде пример за некои други здруженија, тела или тајфи по-охридски речено, да направат некоја друга таква приказна, една симбиоза од верското и она што е можеби комерцијално, но секаде во светот така функционира и не е грев. Нормално, ние не треба да чекаме некој друг да ни носи гости во Охрид. Ние самите, јас мислам дека има доволно умни луѓе во Охрид, сите заедно можеме да направиме многу. Не треба ништо посебно, само малце добра волја, малце поиќе трчање и се надевам дека во иднина ќе се работа така. Сите сме во исчекување да видиме кој годинава ќе биде најсрекниот и посакувам крстот да биде фатен и најден брзо, затоа што старите велат доколку не се најде крстот, тоа не е на добро и следува така условно кажано лоша година. Кај нас тоа досега не се случило. Имам искусни пливачи, имам искусни фаќачи.
Так. И она што реков пред малце, значи, уште еднушка, сите прво да оде в црква, да си запале свеќи, без консумирање на алкохол, па после еден може да го фати крстот. Значи, најважно се осветувањето на езерските води. Тоа носи среќа, радост, благодет за сите. Фаќачот на крстот е еден, со сите негови почести и така натака. Уште еднаш, честити до новите кумови, ги канам сите верници утре да дојдат во црквата Свети Никола Геракомија да присуствуваат на тој чин, на примопредавање на кумството и сите заедно од утре да почнеме да го прославуваме овој ден. Така. Еве, јас вака јавно пред време ќе го честитам празникот, бидејќи веќе наредната емисија ќе поминат. Посакувам се да помине во најдобар ред, да извлечеме некои позитивни искуства за наредната година и секоја наредна да биде се подобра. Да се учиме на лошите, да ги елиминираме, да ги прифатиме добрите и сите заедно да го направиме овој празник уште поголем. Така. Благодарам за учеството во Лупа. Благодарам.